Со доаѓањето мое и на новата управа во негде во јуни месец, почнати се некои подготовки за да се дојде до реализација на одредени проекти. Како прво, регулиране имотниот лист и врз основа на тој добиен имотно лист со помош на катастарот, тогаш и на секретарот на владата, ние остваривме предпоставки да почне и дел од градежната оператива, посебно благодарност до господин Тунџев. Како први дојде ФАКОМ, кој што го реконструира кровот, на кој што се поставени фотоволтаиците до ДВН. Целата таа операција, целата донација, преку 20.000 евра е донацијата од ФАКОМ, им благодарам на господин Минчо Орданов, а од ДВН имаме фотоволтаици во вредност од 50.000 евра и плюс уште некои активности, така да таа донација преминува 60.000 евра и кога ќе искочиме од овде ќе ги видите инверторите, веќе произведуваме струја. Таа струја ќе се користи за топла вода, така да притворените затворените лица ќе може да имаат топла вода и да користат за нивно бањење во текот на цела година. Неколку фирми донира средства, односно ги реновираат келиите, меѓу кои се Алколи Таде Скопје, B2 келија, ќе видите денеска на неа се работи. Тим Део Скопје реновирана B1 и B3, тоа е чувената келија од тетовирање. Тетекс донираше кебиња, Дена Интернационал со Камико, душеци, чаршафи, налаки, јастици, преку 100 душеци. УК Комерц прехранбени производи, МПЦ прехранбени производи, Црвен крст на град Скопје облека, кебиња, хигиенски пакети, Црн бик, Куманово, храна, месо во соработка со Исламската верска заедница, Дон Блеро, раскарци, материјали и услуги за санација на просторија на КПУ затвор Скопје, Адриус Дуел Скопје храна, месо, Блеро Фикс Дуел Скопје материјали и услуги за санација на просториите во КПУ затвор Скопје, Хитачи Констракшн материјали за разни поправки, Прифатен центар за братели Назел Скопје, кебиња, кревети, душици, втора рака користиме, меѓутоа за нас добри. Нептун донираше замрзевач, Фруи Дуел Зеленчук, Гемак едно купатело, тоа ќе го видите една соба. Жикол како градежна фирма ни врши изолација на Б блок, сега и на Ц блок, и тоа ќе го имате да видите заради енергетска ефикасност. Карпош ми достави бетонски платна за реновирање, реанимација, изградба на нов зид, тоа може да го видите после, тоа ќе го изведе Гранит заради енергетска ефикасност. Особено ми е драго што во делот на изработка на проекти се вклучи архитектонски факултет и земјоделски, кој што изработи една студија, таа може да видите и сега и после, каде што нивните студенти на завршни години направија проект за инсталирање на соларни панели кои што ги произведува струја за производство на расад во нашите пластеници и стакленици. Тоа особено е битно затоа што сметаме процесот на ресоциализација овој пат да го дигнува на повисоко ниво, затоа што во тој дел имаме проблеми, над 85% се повратници. Во таа насока ќе бидат ревитализирани и браварската, столарската, електричарската и автомеханичарската работилница. Дел од тие работи ќе може да ги видите. Сакам да им заблагодарам јавно на општините Шуто Ризари, на општина Бутел во помошта во издавање на документите, посебно благодарност до град Скопје, затоа што јавните предпријатија на ниво на град Скопје, водот, канализација, комунална хигиена, улици и патишта, секој што одговара нашите барања ни помага. На владата на Република Македонија, кој што со одлука на влада ни додели 50.000 евра, тоа го видовте, тоа е донацијата што Гама ја дава и ја затвараме конструкцијата на гасифицирање на затворот, што за мене е многу голем проект кој што ќе се работи во текот на годината. Имаме ветувања дека со ребалансот што ќе биде првиот дел од средствата што недостасуваат владата ќе одобри, како и одобрување на одредени средства за реновирање на објектите внатре. Оно што сакам да го најавам, имам и ветување од граншалникот Шелегов дека конечно ќе се заврши и канализацијата, бидејќи овој објект нема фекална канализација и тоа во 2020 година е еден од приоритетите. Гасификацијата и изработка на проект и изградба на фекална канализација, изнаоѓање модус за приватно партнерство, каде што Вериков ќе се инсталира фотоволтаици, стакленици и пластеници. И отприлика тоа било тоа. Она што сакам друго да го кажам е одлуката што е за поздравување, одлуката на носењето на законот за извршување санкции и правилникот за регулирање на платите на лични доходи на вработените кои што има
релативно ниски, да не кажем и најниски плати, веќе се качени со одлуката на владата од први ќе примаат нови плати, повисоки за 30%, каде што се вкалкулирани ризиците и не само униформата, туку и вработените во јавната администрација, односно цивилите. Од прилика тоа е, уште на крај сакам од фирмата АТС, и ова што го гледате тука е, примени се 11 нови полицајци, прием уште 11, уште 10, во најава се уште 15, значи 25. Сакаме да направиме интервентна единица за да ги намалиме услугите на Министерството на внатрешни работи, со кои што имавме изварена соработка, сакаме на нефи на судовите на јавните организации да им исто заблагодарам. Вака ќе изгледа затворскиот полицаец, малце ќе треба да го повежбам, меѓутоа таква му униформата. Да, овој и се надевам дека во наредната година сите заедно ќе се радуваме на заеднички успеси. Боли ќе беше нешто кеса нова година, младико, нема друго. Па кешот после. Благодарам. Многу ми значи. Велете и се надеваме дека ќе стигнете многу далеко. Со ваква работа и со ваква. Не, другата страна. Кешот дека више со унутра. Мајко.